Почитувани сограѓани, дневниот ред и предлог одлуките од денешната 51 седница на Советот на општина Прилеп не се ништо друго освен печат на безидејноста на Борче Јовчевски ДПМНЕ. Предлог планот на така наречените развојни програми за периодот 2025-2027 година покажува дека локалната власт нема визија за развој на градот. Така, например, за рехабилитација на улици за 2025 година планирани се расходи од 64 милиони денари. Меѓутоа, со оглед на тоа што станува збор за веќе реализирана програма од страна на славната фирма Топлина од село Подмолје, за следната година средства за рехабилитација на улици на територијата на општина Прилеп од оваа програма воопшто нема да има. И покрај поскапените услуги, финансиските извештаи на јавните предпријатија сведочат за нивно забрзано движење кон пропаст. Обврските на комуналец кон доверителите без други долгови достигнаа фантастични 500.000 евра, а слична е состојбата и во водовод и канализација. Од третото јавно предпријатие за просторни и урбанистички планови стигнуваат две предновогодишни честитки. Првата повторно поскапува градскиот превоз и втората 6 возила, од кои 5 се стари автобуси, кои доскоро беа дел од јавниот градски превоз, ќе бидат продадени, сите за 14.650 евра. Што се однесува до општина Прилеп, она на кое што како опозиција сакаме да укажеме е дека градоначалникот и општинската администрација се уште не реализира јавната набавка за изградба на фабрика за отпад. Доколку постапката не биде завршена до крајот на текомната година, средствата во висина од 90 милиони денари, кои владата на СДСМ и ги префрли на општина Прилеп, ќе бидат вратени во државниот буџет. Исто така, граѓаните треба да знаат дека општина Прилеп ја нема спроведено ниту јавната набавка за зимско одржување за улиците во градот и населените места. Тоа значи дека погледите на прилепчани треба да бидат цвртени кон небото, со надеж дека до нова година нема да заврне снег, оти ќе нема кој да го исчисти. Сето ова кажува дека граѓаните на општина Прилеп не можат да се надеваат на излез од тригодишната агонија. Единствено позитивно нешто во прилепското сивило е сознанието дека локалната власт и Борче Јовчевски вегува во последната година од нивниот 4-годишен мандат. Ви благодарам.